Благодарам, почитувана колешка Даути. Драго ми е што го спомнавте студиската посета во Словенија, бидејќи на крајот од таа посета јас востановив дека и Македонија може да биде пример за другите европски држави, бидејќи на крајот од денот се согласивме дека може да земате практики од нас. Напротив, никогаш нема да престанам да барам повеќе за младите. Секој пат сум била гласноговорник и од тука и од собранието и од средби со младите дека младите никогаш не треба да се задоволат и да се даде повеќе, никој пат не треба да се каже дека е доволно. Таа порака не лично јас како пратеник ја испреќам пораката и до младите истото тоа да го прават, бидејќи никогаш не треба да се застане во вложувањето за нив. Но тука мораме да апсолвираме дека ова можеби земете ги буџетите од претходно, вие сте чинам и пратеник втор мандат. Најдете ми буџет кај што не се кратело токму од ставката на млади претходно. Прв пат имаме буџет кај што во дејности кои што се значајни за младите имаме зголемување. Во таа насока ми беше поздравувањето и фокусот дека имаме зголемување наместо кратење во ставките кои што се однесуваат за младите. По однос на фокусот за младите, јас ќе истакнам и важноста на формирањето на Министерството за млади, особено секторот за млади сега со овој ребаланс има зголемување на буџетските средства од над 90%, што ќе возможи и полесно функционирање на оние надлежности кои што се во нивна насока во делов на секторот, и точно е дека наш најголем фокус ќе остана токму младите и треба да продолжиме да бидат буџетските средства што е можно поголеми.